Благодарам, почитувани говорници, почитувани припаднички и припадници на безбедностните структури, ценети професорки и професори, дами и господа, почитувани представници на медиумите. Едно од клучните прашања во развојот на современите демократски европски трендови, меѓу другото и прашањето околу родовата рамноправност и адекватната застапеност на женската популација, prvenstvено како суштински и активен чинител во севкупниот општествен развој, вклучително и во сферата на безбедноста. Факт е дека особено во последниве неколку децении оваа тема беше промовирана во мноштво иницијативи на меѓународната заедница. Тука пред се мислам на Обединетите нации, при што родовата рамноправност во еден генерален смисол дефинирана како стремеж на секое цивилизирано општество да ја зголеми партиципацијата на жените. И тоа воопшто не треба да не чуди, бидејќи ако во 19 век централниот морален предизвик беше робството, а во 20 тоа беше битката против тоталитаризмот, сосема оправдано е верувањето на современите мислители дека во овој век најголем морален предизвик ќе биде борбата за родова еднаквост широк свет. При тоа овој стремеж не е само формален како бројка на хартија, туку станува збор за реални иницијативи за надминување на дискриминацијата или предрасудите од било каков вид, за еднакви права и можности, вреднување на потенцијалите, што како крајна цел има конкретен придонес во создавање на една подобра иднина за нашите следни генерации. Практично станува збор за уривање на старите, непримерни клишеја и уверување и реално етаблирање на женската популација како рамноправен фактор во севкупниот општествен живот. Во годините зад нас беа направени низа пред се нормативни измени и решенија со кои се создадоа фундаменти за порешителен и значаен ичекор во оваа област. Со тоа се отвори простор за посилно вклучување на жената во сите институционални и други структури, во процесите на креирање политики на носење на одлуки, во процесите на проценување и решавање, така што и статистички, меѓутоа и суштински драматично се измени состојбата во полза на вклучувањето на жените како рамноправен актер во сите општествени текови. Таквиот тренд и денес е се уште актуелен, не помалку суштествен и императивен се разбира во рамките на Министерството за внатрешни работи. Според последните сондажи, половата структура на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека над четвртина од вработените во оваа институција се жени. Меѓутоа, по однос на систематизацијската застапеност на овластени службени лица, полициски службеници, државни службеници и административен персонал, се уште постојат известни разлики, независно што жените заземаат некои од клучни позиции во управувањето со организационата структура во Министерството. Така жените доминираат во делот на административните, односно управните и финансиско-правните работи, додека нивниот процент во униформирана полиција и криминалистичка полиција се движи до 15%, што е под утврдениот минимум на најдобрите практики за 30% на застапеност на жените во полицијата. Мене ме радува фактот што последните два огласи за прием на полициски службеници, таа бројка на кандидати од година во година расте и достигна зголемување од 4 до 5% во двата огласи. И секако следна цел моја како министер на Министерството е да на идниот празник на полицијата 7 мај построиме еден ешалон на жени полицајки кои што ќе го одбележат празник. Без оглед што објективно гледано во областа на спроведувањето на законот главно доминираат мажите, жените сепак, а ова е моје длабоко убедување, успеваат високо да се етаблираат во сегментите во кои што работат. При тоа, тие не само што ни за момент не заостануваат по своите психофизички предиспозиции од своите машки колеги, туку рамо до рамо во сите критериуми потребни за успешно остварување на работните задачи. Отаму не треба да постои дилема дека улогата на жената во безбедносниот сектор, вклучително и во контекст на темата на овој денешен значаен настан, родовата перспектива и улогата на жената
во реформата на безбедносниот систем е изворедно важна и секако нужна. Именно квалификативите, но оној посебен сензибилитет, перцептивност и интуитивност како препознатливи својства на женската популација, што според мој впечаток се и тоа како неопходни, особено во процеси на креирање и донесување на одлуки. А безбедносната реформа, меѓу другото, се содржи токму од тоа. Представуваат неспорен квалитет, што мора да биде искористен и кој што без друго носи многу подобар и посакуван резултат. Конечно, ние мораме да бидеме начисто со фактот дека денес знаењето, искуството, практиката се широко достапни за секој. А оние општества кои што претендираат на развој и просперитет, умешно знаат да ги искористат таквите капацитети на сите своји граѓани. Имаме јасен мотив да продолжиме кон натамошното етаблирање на жените во сите сегменти на општественото функционирање. Искрено ќе кажам, не само бидејќи заложбата за родова еднаквост изгледа модерно или демократски, туку првенствено затоа што правото на работа, на професионален развој, на шанса за остварување на својата амбиција важи подеднакво за сите во општеството, и на мажите, и на жените. А дотолку повеќе што жените тоа го докажале и докажуваат секојдневно во општеството. Благодарам на вниманието.